се знае кое издание на Светото писмо паднало в раце. Дали намаса била некоја понова непозната верзија или се читала едиција која се уште не е стасана до јавноста. Иако нема најава, предпоставка е дека или се работи за некој нов и непознат распишан апостол, или за некое редактирано Божје слово, кое патриотски заслужува светска промоција на актуелниот саем на книгата. Господ ја благословил Македонија, штом во Библијата на секоја страница е. Дека се споменува, ама па нема потреба да се претерува со бројките, оти не им се особен фах на луѓето што се занимаваат со општествени науки. Математиката е специфична дисциплина, а посебно тешки за објаснување се пресметките по процентите. Од овие 10 на 12 луѓе кои сум ги донел со мене во мојот мандат, како мои најблиски соработници, 52% се жени. Доволно? Никогаш не е доволно, особено кога се има симпатија кон жените, како што имаше тој. Но и економистите се непрецизни бидејќи сакаат да бидат штедливи, а наместо плусови ставаат минуси. Иако е малце морбидно, ако за квалитет се бројат гостите кои дошле на последното испраќање. Дали неговите политики беа успешни, не покажа дека на ниеден погреб, на ниеден председател не присуствува 136 делегации на председатели на влади и на држави. Имало 211 делегации од 128 држави, но тоа е ирелевантно во споредба со идеолошката матрица на која многумина доследно и верувале. Не е до крај јасно дали натаму тоа е така за неголемите следбеници, но тие прават се за да не изгледа така, па со леснотија се обидуваат да се трансформираат. Ај ќе го ставиме ВМРО да на крај да не сме го форсирам ВМРО да бъде така не лепа ВМРО-вец, она нема врска тоа со партија. Од стара комуњара ВМРО не би. Не комунист, нема да ме вреѓа. Пардон, се извинувам. Ја комуњара никад не сум бил и нема да ме вреѓа, ќе те тужа. Се извинувам. Ќе те тужа. Тезата веројатно не е точна, оти демант се испорачува веднаш. Патот е краток и не би било изненадување. Тоа и да стане можно. Какви ви се односите во моментов со Социјалдемократскиот сојуз? Јас имам со сите принципиални односи, но при тоа во било каков момент исклучувам соработка со ова актуелно раководство на Социјалдемократскиот сојуз. И на крајот, на 2 дена пред изборите останува да лебди дилемата. Кој ќе биде шеф на државата, а кој на армијата. Ке го одберам ако имам таков избор, или ке го именувам најпочитуваниот во вооружените сили како врховен командант на истите, зашто оние под него и војниците треба да веруваат во водачот. Понекогаш изборот е навистина тежок, ама во случајов и не толку. Со еден ист потек се бираат и двајцата.